Во Нов Дојран, сведоштвата на локалните жители велат дека кога ги, во, да речеме, 50-тите, 40-тите години на минатиот век, кога ги граделе своите живеалишта, речиси во секој двор наоѓале по некаков археолошки предмет, едноставно индиции дека има таму локалитет. Се пронајде пред неколку години исто така некропола во црквата Свети Илија. Што се крие тоа подрачје? Имате ли индиции за понатамошни можеби истражување на дојранскиот дел? Да, Дојран е, морам слободно да кажем, една од побогатите територии на нашава земја со археолошки наоди, локалитети. Дојран со својата специфична положба од секогаш го привлекува вниманието на луѓето и тука настанувале и се гаселе населби, градови, култури. Последната нормално е она од Првата светска војна, кога Дојран ќе страда непоправливо, значи буквално ќе биде сравнет со земјата. А населението од Стар Дојран, кога се преселило во Нов Дојран, почнал да гради своја населба на денешните Нов Дојран, токму на една римска населба, знаете, една римска населба која што повеќето колеги ја нарекуваат, мислат дека се работи за Таурисиум, Тауријана, кој што е споменат во Поинтингеровата карта на римски градови во 1, 2, 3 век. Знаете, овој локалитет, односно целиот Нов Дојран е локалитет. Целиот Нов Дојран буквално нема каде што човек да копне, а да не се појави некој локалитет. Така во рамките на школото, например, базилика. Ранохристијанска базилика со мозаици. Во старото училиште што е изгореното? Да. Кај што е црквата. Црквата се наоѓа на голема тумбарга Свети Ѓорги. На Ритка. Да, на една Ритка, која што најверојатно е вештачки, најверојатно се работи за некој поголем тумул. Најверојатно на некој од племството кој што живееле во тоа време. Ни самиот Дојран, буквално на секој чекор имаме некои остатоци од објекти направени од мермер, што значи дека населбата била доста не само голема, туку и богата, знаете. Вакви објекти се наоѓаат на позиции каде што римската популација, односно популацијата од Македонија практично имала своји поседи и имала своји изанаечиски центри. Знаете, ова е едно комплексно прашање кое што бара малце повеќе време, а меѓутоа пак ќе речам населбата во Дојран била една од побогатите. Некои истражувања при искупување на водовод во Дојран, тоа колегите од Гевгелија го имат работено, пронајдоа неколку гробови кои што беа исклучително богати, знаете, со наоди, што значи дека населението било доста богато.